Тектонски промени на политичката сцена во Европа и во светот во последниот период, и тоа само за неколку месеци, многу битни, влијателни лидери ја изгубија власта и дадоа оставки. Експертите дури почнаа да лицитираат кој е следен голем лидер кој што ќе ја загуби власта. Но да одиме со ред. Првиот кој што даде оставка, а тоа го потресе светот, е лидерот на Британија, односно Борис Џонсон, кој што од 2019-та беше премиер на Британија, и тоа дојде како многу популарна личност со светот на политиката, со огромна поддршка од гласачите, и беше лидерот, односно лицето на Брекзит. Зошто дојде до оваа оставка на Борис Џонсон на 7 јули 2022 година? Велат дека неколку работи влијаеле. Аферата за лобирање, кршење на сопствените закони за карантин за време на пандемијата, односно Борис Џонсон беше во центарот на неколку скандали кога се организирале забави на кои што и тој присуствувал, додека целиот останат дел од Англија беше во локдаун. Скандал со сексуално недолично однесување на близок соработник во неговата влада. Експертите велат дека токму овој скандал е најголемата причина што ја прелило чашата и кој што доведе до оставката на Борис Џонсон. Тој во прво време велеше дека нема да даде оставка, меѓутоа откако за само 24 часа над 50 министри, заменици министри од неговата влада поднесоа оставка, тој беше принуден на тоа и поднесе оставка, но како лидер на неговата партија. Ќе остане премиер се додека конзервативците не изберат нов лидер, тоа ќе биде некаде на есен. Кој е следен да видиме? Следен на списокот е Марио Драги, италијанскиот премиер кој што беше и надежта на Европа. И тој исто така дојде на власт во Италија на начин беше многу популарен затоа што претходно беше шеф на Европската банка и се смета дека тој е виновникот што се стабилизираше кризата по пандемијата во Италија, а и Европската унија го гледаше како спасител на еврото. Исто така тој важеше и за човек кој што е близок и со останатите европски лидери во поддршката на Украина. Кои се причини за оставката? Мерки кои велат граѓаните дека доведуваат до работ на екзистенцијата. Имаше масовни протести поради мерките и вакцинацијата против ковид, блокада имаше на камионџиите поради поскупувањето на горивата и излегување, односно чашата е прели излегувањето на партијата 5 звезди од владата. Драги во Брисел важи за гарант за поддршката на Украина и санкциите против Русија, а 5 звезди пак и десно популистичката лега важат за наклонети кон Русија. Неговата оставка не е, тој даде оставка, но таа веднаш беше отфрлена од страна на италијанскиот председател и сега се уште не е јасно дали сојузот на Драги ќе опстани, дали тој ќе може да се врати на оваа функција. Кои се можни сценарии од кои што Европа стравува? Стравува дека ако има нови избори се заканува формирање, велат анкетите дека сега во прилог одат гласачите на ова сценарио, дека ќе дојде до формирање на коалиција на десните популисти, односно сојуз кој што би значил крај на украинската политика на Европската унија. Сега Европската унија може да се справи со некои ситни одстапки од останатите мали земји, но евентуална смена на власта во Рим и политиката на Рим во однос на ова прашање би било катастрофа за Европската унија. Следен на листата мора да споменеме дека падна владата и на Кирил Петков во Бугарија, и тоа во екот на францускиот предлог и преговорите за членството на Македонија во Европската унија и подигнувањето на ветото од страна на Бугарија. Но не се само овие лидери дадоа оставка, но експертите велат се тресе политичката сцена во цела Европа, што поради кризата, што поради најавените санкции, односно немањето газ и грејење во текот на зимата поради војната во Украина и санкциите кон Русија, но еве кои влади, велат експертите, исто така се на климави нозе. И на Макрон не му се сјајни работите во политичката сцена дома. Односно, Емануел Макрон на председателските избори, по председателските избори не успеа да добие апсолутно мнозинство во францускиот парламент и според сите експерти ова ја доведува владата во Франција на климави нозе. Неодамна илјадници документи, скандал со Убер такси се поврзуваат токму со името на Макрон. Односно, додека француските таксисти организираа и насилни улични протести поради нелојалната конкуренција против Убер, францускиот председател во овие документи се вели дека францускиот председател бил во директен контакт и му ветил на шефот на Убер дека тој ќе ги реформира законите во корист на компанијата. Овој скандал е се уште актуелен, се уште се разгледува, ќе видиме каде ќе оди, но експертите велат
дека е сериозен удар за кредибилитетот на Макрон. Следен на листата е Олаф Шолц, германскиот канцелар. Тој исто така скандали околу него во последно време, тоа се случува последниве месец-два. Еден од поголемите скандали кои што е потреса и светската јавност и е премногу застапен во медиумите овие денови е скандалот со дрога засилување на забавата на неговата партија, каде што бил и тој присутен. Односно, неколку жени официјално поднале пријава до полицијата дека по оваа забава се чувствувале уморно, зашеметено и дури не се сеќавале што се случило минатата ноќ. Во крвта им е пронајдена токму оваа дрога за силување. Олаф Шолц првично рече дека тој бил присутен на забавата, тоа била забава на неговата партија, но нема никаква врска со оваа афера, односно им даде одврзани раце на полицијата да испитуваат што точно се случило. Она што исто така велат дека најмногу ќе го потреса Олаф Шолц е фактот што енергетската криза која што следи, која што ја најавуваат, се вели дека најмногу ќе ги погоди германците, затоа што германците се зависни од рускиот газ и дека тие, како Италија, на своја кожа најмногу ќе ја почувствуваат недостатокот од газ и санкциите кои што ги има против Русија. Следен на листата е естонската премиерка Каја Калас, која од 2021 дојде на оваа функција. Таа даде оставка пред некој ден, но оставката беше само за 24 часа. Значи не беше оставка, туку прегрупирање на силите, односно откако таа ја загуби поддршката од коалицијскиот партнер Централна партија, сега се најави нова коалиција и договорот бил оваа нова коалиција кога ќе дојде на сила, таа повторно да биде реизбрана како што беше реизбрана повторно за премиер. Но зошто дојде до политички превирања во сегашната влада во Естонија? Калас важи за многу голем поддржувач на Украина и на санкциите кон Русија, и тоа гласен поддржувач, еден од најгласните во Европската Унија. Како што може видите на оваа фотографија со знаме, носи брош со знамето, боите на знамето на Украина, и таа исто така најави дека еврото кое што сега Естонија ќе го кова ќе има на него слоганот да живее Украина. Зошто имаше проблеми токму со до тогашниот коалиционен партнер, Централната партија? Законот за образование беше точката каде што се кршеа копијата, односно таа предлагаше основно образование да биде само на естонски, притоа забранувајќи употребата на рускиот јазик. Скок на цените на енергијата поради ембаргото на Европската Унија против Русија исто така рак рана и за Естонија, односно граѓаните се бунат, а и незините противници. Меѓутоа, таа, за да ги протурка сите овие мерки, одлучи да ја раскине до тогашната коалиција, даде оставка, како што рековме, 24 часа, меѓутоа, кога со други две партии повторно се направи ново мнозинство, нова коалиција во парламентот, таа е повторно реизбрана за премиер. Експертите велат дека некои од нив се прерачунале дека Европа е жртва на погрешни политики, дека народот ќе губи, дека политичката сцена во Европа и во светот и како ќе се менува се до есен. Ќе видиме кои од големите и важни лидери досега ќе опстанат, а кои ќе заминат.